Почитувани, судот одлучи да не суди според фактите и аргументите, туку да оди по линија на помал отпор. Судот ги отфрли барањата на одбраната за укинување на мерките за предпатливост, иако истите беа подкрепени со издржани аргументи, а како божевна утеха и показател за некаков баланс, ги отфрли барањето на СЈО, кои беа чисто политички. Со ваквата своја одлука, судот подлегна на притисоците на СДС и нивните поддржувачи. Одлуката да се потврди решението за одземање пасоши и редовно јавување не е балансирана, туку на штета исклучиво на засегнатите, а со неа судот се вклопува во сценариото на Зоран Заев за оцрнување на ВМРО-ДПМН. Барањето за притвор на СЈО беше апсурдно, неосновано и политичко. Тоа го оцени првостепениот суд, која констатираше дека не постои никаква опасност за бегство. Доколку е така, а така е, тогаш не постои ниту логично образложение патните исправи на луѓето кои се предмет на политички прогон на СЈО да бидат одземени. СЈО гони стотина лица само од ВМРО-ДПМН. Никој не се обиде да обструира правдата од едноставна причина, затоа што нема сторено кривично дело. И има интерес што побрзо да се расчистат манипулациите и монтажите на СЈО. Сите редовно се јавуваа на поканите и покажуваа должна почит кон правосудните органи. Судскиот процес за протестите пред општина Центар почна одамна и веќе се одржаа 5 рочишта. Сите обвинети редовно се јавуваа. Иако ги имаа пасошите и имаа службени патувања, одговараа на секоја судска покана. Тоа најдобро ја отсликува и абсурдноста и неиздржаноста на одлуката да не се уважи жалбата на обвинетите и да не им се вратат пасошите. Во ваква одлука нема ниту право, ниту правда. Има само гола политика. Да имаше право и правда, дали некој суд би му го вратил пасошот на лице кое е на дело фатено како бара подкуп од 100.000 евра? Да имаше право и правда, дали некој суд би му го вратил пасошот на лице кое јавно изјави дека не ги признава македонските правосудни органи и дека нема намера да се одзива на поканите? Зоран Заев не само што беше фатен со докази како бара подкуп, не само што јавно ги понижуваше судовите, туку и откако почна главната расправа, наоѓаше милион банални причини само за да ги одложува рочиштата и да не се појавува. Измислуваше десетици средби со амбасадори и со работници на амбасади, како да не може тие да се одржат во друг термин или во друг ден. Ова се двојни аршини. Разлика во однос на одлуките на судот е очигледна. Зоран Заев за случај за барање подкуп со легално прибавени и многу очигледни за цела јавност докази е се уште на слобода и не се појавува на рочиштата, а истовремено се одземаат пасоши на членови на ВМРО-ДПМН. Почитувани, Зоран Заев целиот притисок врз судството го прави за да се спаси себе си од криминалите во кои е заглавен и во исто време да го попречи ВМРО-ДПМН да му застане на патот на неговата деструктивна и антидржавна политика. Зоран Заев стана премиер со пораз на избори. Зоран Заев се лаже доколку мисли дека на ваков начин ќе го поколеба ВМРО-ДПМН да престане да се бори против распродажбата на државните и национални интереси од страна на СДС. Зоран Заев се лаже доколку мисли дека на ваков начин ќе изнуди поддршка од ВМРО-ДПМН за двотретинските закони кои треба да се носат во собранието. Зоран Заев се лаже доколку очекува народот да поверува на неговите лаги и манипулации. Конечно, со политичките притисоци кои ги прави врз судот, Зоран Заев нема да може да избега од одговорот кој им го должи на граѓаните, а тоа е одговорот на прашањето кога планира да го смени името на државата. Благодарам.